Земјоделците комуницираат меѓу себе цела година. Гледаме од телевизија дека ова година што помина и претходната е катастрофално во земјоделието. Министерството за земјоделие и владата на Република Македонија нема слух за проблемите што кои се очуваат земјоделците. Гледавме во Струмица проблеми со зелката, со патиџаните, со откупот на сливата во Радовиш и Делчево, ниската откупна цена на пшеницата во Овчеполието и другите региони. И не натера денеска да направиме еден мирен протест, да укажеме на овие работи, да ја потсетиме владата на нейните ветувања кои што ги даде за време на изборите. Конкретните барања се да не се исплатат субвенциите за 2017 година. Значи дел се исплатени, дел не се исплатени, има за останат долг. Да се исплатат штетите од невремето од градот кој што ги предизвика оваа година. Исто така бараме дополнителна поддршка за пшеницата која немаше цена и се уште стои во амбарите. Фер распределува на земјиште не само на луѓе блиски до партијата на власт. Да ни се обезбедат пасишта за добиток кои што беа ветени од владата, да се укине прогресивниот данок за земјоделците. Зелената нафта што не ветува немаме се уште добиено, а отоаш нака има неколку пати поскапување на нафтата. Катастрофална сеидба имаме есенска од времето и од немаштијата. Затоа ги замолуваме Министерството за земјоделие да најдат начин да се сретнат со нас или да ги решат овие проблеми преку ова пренесување, бидејќи ние до нив имаме доставено барање. Конкретно е околу проблемите, односно околу невремето кое ги зафати земјоделците ширум Македонија, од Министерството неколку пати кажа дека помогнале, меѓутоа вие и натаму кажувате дека ништо од тоа што го најавиле. Ние имаме комуникација со земјоделци од Велес, од Штип, од Лозовост, тука има од сите Николе се собрани. Тоа што стига до овие барања се сеја од земјоделците. Каква е во моментов исплатата околу земјоделските субвенции, а еве за ова за 2018 и за минатата година, иако пак ќе споменам од Министерството кажа дека биле исплатени, еве на некој начин реалната ситуација во пракса е сосема поинаква. Реалната ситуација го покажува, на овој ладен зимски ден да се собереме овде со механизација, не е исплатена. Има досење во исплатата за 2017 година, нема спомната за исплата за 2018 година, иако имаше утврдена календарска исплата. Се знае во житарите кога се потребни субвенциите за сеидбата. Не се потребни после во мај месец кога ќе останеме без сеидба. Тоа не е главната екзистенција на нас. Така, како се живее во моментов кога е во прашање зелената нафта, кога се во прашање горивата? Пролетта ја поминавме во надеж дека ќе стигнеме до зелена нафта. Задоцивме со сеидбата на пролетните култури. Успеавме некако со маки, со кредити. Есенската сеидба исто ја чекавме зелената нафта. Ја нема. Дел од земјоделци не може да посеат реално. Ниската откупна цена на пшеницата, тие пари се потрошија. Градот направи голема штета. Самото покачување на нафтата што имаше во овој период, дополнително го зголеми трошковите на ѓубрето, на репроматеријалите. Што друго? Апел до владата и до Министерството за земјоделие да почнат веќе да реализираат ветената зелена нафта.